Другарство. За време на големиот одмор, девојчињата како пчелки се собраа на зелената тревичка. Весело подскокнуваа, подпевнуваа и за време на паузата гризнуваа од убавите кифлички. Наставничката со внимателен поглед ги наблюдува своите ученици. Чувствува милина околу срцето, а и душата е исполнета. Таа ги сака како свој дечиња. Со поглед ги пребројува, сите се тука. Само Мила недостасува. Долго ја бараше со поглед, гледаше ту лево, ту десно, па во еден миг ја забележа како стои осамена. Тивко и се приближи и рече: Мила, зошто не играш со девојчињата? Не ми се игра, одговори со тажен глас. Наставничката ја погали по свилената косичка и ја понуди својата рака. Мила, без збор, ја подаде својата мала нежна рака и во тишина дозволи наставничката да ја поведе кај другарчињата. Мила, придружи ни се во играта, ја повикаа другарчињата. Денес не ми се игра. Ви благодарам на поканата, рече Мила. Острумната Мелани ја преполови својата кифла и даде дел на Мила. Повели, мојата кифла е многу голема, има доволно за двете. Ајде заедно ќе седнеме на неблиската клупа. Благодарам. Срамежливо Мила ја прифати потадената кифла. Откако ги изедоа своите парчиња од кифлата, им се придружија на другите девојчиња и се вклучија во веселата игра прескокнувајќи јаже. Мелани вешто го вртеше јажето, а Мила со другите девојчиња скокаа и весело се смееја. Наставничката стоеше од страна, ги гледаше своите ученици и задоволно се смешкаше, зашто убаво ги воспитала своите ученици да го негуваат другарството. Ти благодарам, Мелани. Утро во брзав и ја заборавив мојата ужинка на масата од кујната. Низ насмевка рече Мила. За ова служат другарите, кога некој е во неволја да се помогне, задоволно одговори Мелани. Наставничката стоеше во училишниот двор и со поглед го бараше и другиот дел од оделението, а тоа се незините момчиња, малите немирници. Но тие не се далеку, трчаат по топката, ја шутираат, понекогаш се подскаруваат, но на крај задоволни се враќаат во училницата.